доста важна тема за која што немаме зборувано во Македонија наутро. Суштинска е за нашата сигурност. Тоа е системот за социјална заштита. Што значи да бидеш дел од него? Зошто е важно да имаш регистриран статус како вработен, самовработен или како студент и како придонесите што ги плаќаме денес се претвораат во наша заштита утре. За овие прашања, но и за тоа како функционира пензискиот систем, кои се придобивките и зошто младите треба да размислуваат за својата иднина уште сега, разговараме со Марија Поповска од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС. Добро утро и добре не дојдовте. Добро утро, Ване. Благодарам на поканата. Во името на агенцијата, голема благодарност за сите, за целата поддршка од Македонската радио телевизија во целиот процес на нашето работење. И благодарности до вас што утрово сте во нашето студио, бидејќи кога ја разговаравме темата на колегиум, констатиравме дека навистина е доста важна и треба и почесто да зборуваме за оваа тема. Ајде така да почнеме што значи точно да се биде дел од системот на социјална заштита. Што тоа представува и дали доволно мислите дека граѓаните се свесни и информирани за тоа? Да се биде дел од социјалното осигурување, да се биде регистриран осигуреник. Тоа значи да бидеш дел од институциите во државата. И ние сметаме дека е многу важна тема и на конференцијата после на интердисциплинарната конференција што студентите организира, голем поздрав и до нив, за тоа што имаме прекрасна соработка, а тоа се нашите идни членови, осигуреници. Тоа значи дека да бидеш вработен, самовработен или студент и да бидеш дел од системот. Зошто е тоа многу важно? Ние како луѓе живееме едно многу брзо темпо на живење. И не дека ние не сме свесни, но самото време, значи во кое што живееме, ни дозволува да се посветиме доволно на сето она што сметаме дека денес како ни е важно, ќе ни биде важно во иднина. Да се биде дел од системот, значи да бидеш, не е тоа само обврска на нас како граѓани, тоа е значи да бидеме еден вид на партнери со државата, затоа што ние мора да бидеме свесни за опкружувањето во кое што живееме. Значи со самото вработување, односно влегување во системот на социјално осигурување, тоа значи да се обезбедиме од многу ризици. Значи социјални, здравствени, финансиски ризици. И тоа ни обезбедува и таква сигурност. Студентот се уште, додека е студент, ние најмногу работиме со нив, но и со средношколците кои што после завршувањето на средното образование веќе влегуваат на пазарот на работна сила, некои не продолжуваат да студираат, но и студентите кои што се трети и четврта година најмногу работиме со нив, веќе 10 години активно работиме на зголемување на свесноста за потребата од финансиска писменост. Во државата постои координацијско тело кое што веќе 5 години активно работи и ја спроведува стратегијата за финансиска едукација и финансиска писменост, координирано сите финансиски институции како што е Народната банка, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Комисијата за хартија од вредност и Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Така. Кои се главните придобивки од тоа да имаш регистриран статус и со тоа да придонесуваш во системот? Што значи кои се придобивките да бидеш регистриран статус и да бидеш дел од системот? Тоа значи дека си обезбеден од социјални, здравствени и финансиски ризици. Што значи тоа? Од аспект на здравствените ризици, тоа значи дека имаш обезбеденост, значи прегледи, здравствено сместување, значи здравствено лекување, понатаму си обезбеден од здравствени ризици, од незгоди, значи ќе ги користиш услугите на здравствениот систем, затоа што ние сме свесни дека постојат и текако скапи здравствени услуги, да не спомнуваме за елементарни непогоди, како што ни беше и ковид кризата, каде што здравствениот систем целиот беше на располагање и мора да бидеме свесни дека тука државата секогаш излегува во присред и ние мора да сме свесни, длабоко свесни дека ние мораме да ја вратиме на државата, да допринесуваме за да го имаме оној стабилен здравствен систем, да имаме стабилна економија и да имаме добри јавни служби, јавни институции, затоа што услугите кои што ни ги даваат јавните институции зависат од оно што ние го враќаме на државата. И затоа е многу важно да бидеме свесни дека со самото дипломирање
мислам, или завршување на средното образование, многу е важно да станеме дел од социјалното осигурување, системот на социјално осигурување. Сега што се случува кога не си дел? Кога не си дел, ние еве сега мислам, активно сме во соработка со сите институции и најмногу соработуваме нели со Министерството за социјала, демографија и млади. Сега тоа не е надлежно министерство кое што активно работи и ми е многу драго затоа што на последната конференција која што имавме неодамна заедно со фриленсерската конференција која што беше организирана, беше представникот државниот секретар на министерството и ја најави активната работа и вложувањето на Министерството заедно со сите надлежни институции во изработка на законска регулатива каде што ќе се понуди сериозно законско решение за вклучување на фриленсерите во системот на здравствено осигурување. Тоа верувам дека е нивна потреба, но и нивно барање. Но секако ние ги почитуваме и е за почит секој што сам ствара, сам допринесува и сам го обезбедува својот живот од аспект на сигурна финансиска стабилност, но сепак и тие се заинтересирани да бидат дел од системот. Така. Како функционира распределбата на придонесите од една плата? Може ли да објасниме малку на поедноставен начин? Да. Многу важно и интересно е тоа што го имавме и заедно со студентите, да се разберат основните работи, основните поими, да самите услуги кои што ги нудат институциите бидат лесно достапни за граѓаните, но и разбирливи. Тоа е нашата единствена цел како координацијско тело, значи сите финансиски услуги, значи да бидат транспарентно презентирани и разбрани од сите наши граѓани, пред се нашите членови и сегашни и идни. Што значи тоа? Системот на бруто плата кој што се спроведува, значи работодавачот исплатува бруто плата кој што понатаму се трансферира во фондовите и тие фондови функционираат и обезбедуваат заштита врз основа на уплатите од работодавачот. Системот на бруто плата, значи како стигнуваме до нето платата која што исплатува работодавачот, тука се придонесите кои што се многу важни, придонесот за пензиско осигурување, кој што 18,8%, понатаму придонесот за здравствено осигурување 9,5%, придонесот во случај на невработеност 7,2% и имаме оној придонес 0,5% кој што е за во случај на незгода при работа, понатаму од кога ќе се одземат овие придонеси, се имаме и персонален данок на доход 10% и на крајот работникот ја добива својата нето плата во износ во кој што е договорен со работодавачот. Така. Едно нешто би додала тука што е многу важно, за да функционира добро, еве конкретно јас доаѓам од Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и сме дел нели од пензискиот систем. Многу е важно при самото вработување да знаеме на која висина на плата се договараме, на кој придонес се уплатува. Тоа е затоа што секој уплатен придонес, особено во пензискиот систем, е нашиот иден стаж кој што пак директно влие за основата на нашата пензија во иднина која што ќе ја добиваме и која што ќе ни осигура ризик од старост, значи адекватен на потребите на секој еден пензионер. Добро, и пораката што често ја користи МАПАС, заштити ги своите пари, обезбеди ја својата иднина, ја покажува важноста за пензиското и инвалидското осигурување. Постои ли свесност дека тоа навистина инвестиција во нашата иднина е доста важно? Постои свесност. Постои свесност на темата, разговараме ние кои што сме дел од системот, но работиме на тоа да биде што поактуелна. Кога темата е поактуелна и се разговара на таа тема и се презентира особено од медиумите, ние ги користиме медиумите, се наша огромна поддршка, социјалните мрежи, значи во однос на младите кога ја праќаме пораката. Свесни се за важноста, но младите го имаат оној однос сега на размислување дали е тоа важно јас сега да уплатувам за пензија, па тоа е многу далеку, јас се уште сум млад и дали значи сега кога имам добри примања, дали јас би требало да одделувам за пензиско инвалидско осигурување. Да, ризикот од старост е еден ризик, но има, значи животот е долг
имаме никогаш непредвидени работи, не дај Боже што викаат, но имаме незгоди, имаме болести, доаѓа во ситуација, значи човек да не биде во можност да работи и тогаш значи е многу важно да бидеш обезбеден здравствено и социјално, генерално пензиско осигуран, затоа што постои инвалидска пензија во таков случај и во случај кога не дај Боже ќе почине значи лицето, имаме значи каде што имаме можности, значи еден од децата да наследат пензијата па да имаат сигурност во однос на обезбедување на средства за студирање. Така да значи тие ризици од старост, инвалидност во случај на невработеност, значи правата кога се значи од здравствено осигурување во случај на користење на породилно отсуство, значи тоа се сите тие ризици или кои ги обезбедува социјалниот систем и кој доколку не си во него нема да имаш можност да ги користиш. Да, финансиската сигурност во моментот не ја гарантира и днината, односно дека сето тоа би било така затоа што ние знаевме дека сега короната направи да ние сите бидеме затворени, сите кои што има значи можности, особено уметниците, беа исто така многу погодени, кои што не се дел, например, ако не си дел од системот, тоа значи дека немаш работа во моментот и немаш никаков приход и не си здравствено осигуран, но државата излезе во пресред, тогаш и ги избрина сите и за сите такви случаи, значи многу е важно државата да биде стабилна, да има добри социјални системи, добри фондови и значи дека граѓаните ќе имаат своја сигурност и ќе бидат обезбедени од вакви ризици. Вака слушајќи ве да го поставиме прашањето околу младите, бидејќи ги споменавте и ние така сме размислували, имало нели периоди во животот кога во 20-тите кажува што ќе ми е сега да размислувам за тоа. Колку денес новите генерации размислуваат за својата пензија и иднина, некако охрабрувачки гледам дека многу повеќе знаат и многу повеќе се информираат, интернетот си го направи своето, но колку тоа и во пракса се покажува дека е така, размислуваат ли на овие теми повеќе? Дефинитивно размислуваат, а и ние тука сме да бидеме присутни, значи да потсетите да информирате. Така, да, ние сме значи 10 години активно работиме во соработка со Бирото за развој на образование во однос на тоа каква едукација вршиме, имаме голема поддршка од нив и голема благодарност и поздрав до нив, затоа што образованието секогаш е многу важно. И темел на се, да, и ние активно сега се трудиме да го вклучиме ова во нивната редовна настава, како финансиско образование, затоа што сите што се дел од економските училишта, например, каде што изучуваат такви предмети, се многу по, да не речеме, финансиски писмени, многу им се попознати финансиските производи, отколку останатите ученици, па да не речеме студентите кои што немаат никаква допирна точка со такви предмети или таква наука не изучуваат, значи ние сме тука 10 години активно соработуваме и со факултетите и со средните училишта и спроведуваме значи едукативни активности, трибини, кампањи активно спроведуваме и смитаме дека има голем интерес. Значи се многу заинтересирани и имаат големо познавање благодарение на интернетот од финансиските текови, економските случувања, но секогаш информациите кои што ги имате е добро да бидат правилно насочени. Тоа е добро што нашите млади се заинтересирани и за финансирање, и за инвестирање, и за тоа како да ги уплодат своите пари, како да заработат повеќе, но се соочуваат и со големи ризици. Тоа е исто една од многу важните теми, значи измамите кои што се случуваат, финансиските измами се многу актуелни, односно интернет измамите се премногу актуелни и тоа е исто наша задача да ги едуцираме студентите и да ги насочиме и да повторуваме дека многу е важно да ги познавате финансиските инструменти за да знаете правилно да ги користите. Во однос на капитално финансираното пензиско осигурување би сакале тука посебно да се насочиме и да потенцираме. Нашиот пензиски систем е тростолбен пензиски систем. Значи 20 години успешно работи, функционира, дава големи позитивни резултати и нашите млади ги едуцираме дека многу е важно кога веќе ќе влезете во системот, а тоа е најважно да бидеш дел од системот,
Значи, со првото вработување да вие се информирате за вашиот, за пензискиот систем и за вашето пензиско друштво. Затоа што вие, согласно закон, секако ќе бидете дел од двостолбниот пензиски систем. Значи, првиот столб значи, она што го знаеме Фондот за пензиско осигурување и тоа е она генерацијска, се базира на генерацијска солидарност, значи, каде што активните вработени значи ги обезбедуваат пензиите за моментално нашите пензионери. Поради демографските случувања, поради економските случувања и сите тие фактори се донесе заклучок дека е добро да се воведе тростолбниот систем, што значи се воведе капитално финансирана компонента во пензискиот систем, каде што дел од тие 18,8%, сега 6% се делат и одат во вториот пензиски столб. Так. Значи, постојат 3 пензиски друштва, Сава пензиско друштво, КБ Прво пензиско друштво и Триглав пензиско друштво, кои што имаат задолжителен пензиски фонд и доброволен пензиски фонд, и имаме 1/4 пензиско друштво, тоа е ВФП пензиско друштво, каде што имаме само доброволен пензиски фонд. Сега што значи тоа? Тие 6% од нашите придонеси кои што ги уплатува работодавачот се инвестираат. И многу е важно нашите членови да знаат каде им се инвестираат нивните средства, во какви финансиски инструменти, каков принос остваруваат. Дали, зошто е тоа важно? Бидејќи ова се нивни лични средства и тие лични средства се наследуваат. Тоа е една многу важна компонента. Значи, тоа е нивниот капитал личен, кој што по одењето, остварувањето, значи, на правото на пензионирање со 62 години и 64 за маж, 62 години за жена, значи, они избираат каков производ на крај ќе користат како пензија. И тогаш пензијата се исплатува и од првиот и од вториот пензиски столб. Имаме и трет пензиски столб, тоа е доброволно штедење за пензија, исто капитално финансирано пензиско осигурување, каде што членот само одлучува да биде дел од третиот пензиски столб и уплатува сам кога сака и колку сака. Значи, не сте обврзани секој месец да уплатувате, значи, кога сакате, нити вредноста која што ќе уплатувате, не сте задолжени да ако овој месец решите 1000 динара да уплатите, наредниот 3 или после 4 месеци нема да уплатувате, повторно да уплатите, тоа е ваша одлука, е многу значајно, и правото да ги подигнете средствата 10 години пред пензионирање го дава третиот пензиски столб. Што значи вие може да не сте дел од системот на пензиско осигурување во првиот и во вториот, но може да уплатувате во третиот пензиски столб. Така. Јас се благодарам за гостувањето во Македонија на Аутро и само накусо на крај, ако некој на работа сака да ги провери овие информации за прв, за втор столб, каде треба да се обрати? Каде може, каде му се достапни тие информации? Овие информации, значи, дали е член во еден од столб, мислам во вториот пензиски столб, може да провери на веб страната на mapas.mk и исто во пензиските друштва. И сигурно ако е член, тој веќе добива зелен плик. Тој познат зелен плик, тој е извештај за пензиска заштита, но доколку не го добива, значи тогаш сигурно има промена во неговите податоци и е добро да се обрати, да праша, значи, за да ги ажурира, за да може да го добива електронски или по пошта, тој зелен плик кој што ги дава сите информации. Е многу важно да се следи дали секој месец уплатувани неговите придонеси за пензиско осигурување. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија. Ви благодарам и на вас и се надевам на една соработка во интерес на нашите сегашни и идни членови.